На вчерашниот ТВ дуел кај Зоран Заев се виде еден истрошен и исплашен политичар кој треба да одговара за стореното и знае дека ќе одговара за стореното. Вчера видовме блед и дезориентиран политичар со истрошени тези и немање концепт и програма, човек кој е на крајот на својата политичка кариера и човек кој се служи со лаги, манипулирање и човек без чест и достоинство кој воопшто нема проблем да излаже само и само за да не се дознае вистината. Вистината вчера за многу работи излезе на виделина и тоа директно од устата на Зоран Заев. Тој самиот не верува дека ќе победи на изборите, па затоа побара вчера и техничка влада за по изборите, нешто што е практично и невозможно. Никој нема да го спаси и амнестира Зоран Заев од криминалот кој што го сторил изминативе години. Заев е човек кој лажи за среќа на граѓаните никогаш повеќе нема да имаат потреба да го чујат и видат после 12 април, бидејќи доаѓа обновата на Македонија. Заев е човекот кој заедно со СДСМ ја уништи и ја разнебити Република Македонија и ја разнебити во клучните сегменти како што се економија, правосудство, образование, здравство и инфраструктура. Почитувани СДСМ изминативе години ги разочара граѓаните. Вчера Заев призна дека преку телефон го ослободил судството, истото судство за кое се обиде целата јавност да излаже дека таткото на неговиот најблизок соработник Маричич е во пензија, за да подоцна признае дека е виш јавен обвинител. Заев го замени Сваровски судството со Луи Витон судството. Заев е човекот кој протестираше против своите Рената Десковска, сопругата на Маричич, таткото на Бојан Маричич. Заев е човекот кој додека шири лажен морал, се вози во тоа на М. Заев е човекот кој наместо бројчаникот и да врати пари кај граѓаните, истите тие пари на граѓаните завршија во џебовите на неговите пајташи. Почитувани, никогаш не им било полошо на граѓаните во Република Македонија. Замислете, вчера Заев не се сеќаваше дали потпишал записник за пријавата за рекет, а само неколку пати пред тоа има кажано дека пријавил за случајот по телефон, па устно, а и самата Вилма Русковска има кажано дека нема записник. Вчера повторно излажа. Лага до лага затоа што треба да се испери улогата на Заеви во случајот рекет. Зоран Заев се обидува да зборува за економија и енергетика, а доаѓа од партија која мисли само и единствено на бомбона бизнис, криминал во тето и неговото потесно семејство кое крадело струја во минатото. Толку е од познавањата на Зоран Заев од енергетиката. Сламката за спас овој пат на Зоран Заев е коалицијата со Беса, но за жал и таму кај тој електорат е прочитана книга, бидејќи албанците знаат дека само ги лаже и дека нема ниту К од канализација во Арачиново, нема ниту еден вработен пилот од оние 300 кои што ги вети и затоа овој пат кога беше во Арачиново на посета кај граѓаните, само 15 луѓе му дојдоа на посетата. Почитувани, СДСМ и Заев водат капитуланска политика. На следните избори ќе победи ВМРО ДПМН, бидејќи единствената македонска политичка партија во Република Македонија која ќе настапи на изборите, и затоа ги повикуваме и македонците и сите граѓани од останатите етнички заедници во Република Македонија да гласаат за ВМРО ДПМН, да гласаат против Зоран Заев и СДСМ и конечно да му го покажеме местото на криминалот на Заев и СДСМ, каде му е и каде треба се наоѓа. Да не дозволат никој од граѓаните да бидат изманипулирани уште еднаш од Зоран Заев и СДСМ. За крај и вчера и денес да повториме уште еднаш, да му порачаме уште еднаш на Заев, после 12 април нема да има трас без Заев не се може судство. И уште еднаш му порачуваме на Зоран Заев и СДСМ дека ќе одговара и он и сите околу него за целиот криминал кој што го направиле изминативе години. Почитувани, едно е јасно, ВМРО ДПМН победува на 12 април и Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, е иден премиер на Република Македонија. Тоа и вчера граѓаните го проценија на ТВ дуелот, а верувајте дека после 12 април следува обнова на Македонија. Благодарам, дали има прашања? Нема. Следува втора пресконференција на која што ќе настапи Стефан Кирков.